Почитувани мои, добар ден. Го следите најновото издание на Црвена линија, а и стартуваме и со нова работна недела. А во овој понеделник денес со вас ќе зборуваме за следното. Студираат на универзитетите во земјава, а бараат работа во странство. По завршување на студиите, голем број студенти ќе заминат бидејќи во родното место немаат можност да градат кариера. Компаниите се жалат дека тешко наоѓаат работници, а како главна причина се наведува одливот на високо квалификувана работна сила. И странските компании во земјава ја наведуваат истата причина за намалување на планираните инвестиции. Во државата има 7 државни и 20 приватни универзитети, а се помалку високо образовен кадар во државата. Но не само младите високо образовни кадри сакаат да ја напуштат државата. Анкетите велат дека секој трет млад човек сака да ја напушти државата. Па она што ве прашуваме денес е според вас како да се создадат услови кои на младите ќе им обезбедат безгрижен живот и развој. Како да се запре и трендот на иселување на младите. Имам и уште едно прашање, секако ве очекува на Инстаграм, таму треба да не заследите и секако да кликнете на Инстаграм стори. Денешното анкетно прашање гласи: дали вреди да се остане во Македонија? Имате две опции за одговор: да, не. Ке кликнете на вашиот одговор, па во проценти таму некаде по рекламите секако ќе ги соопштиме како и секогаш резултатите. Оваа дискусија можете да ја водите и по завршувањето и во текот на Црвена линија, секако на социјалните медиуми. Нашиот профил останува Црвена линија на Facebook, каде што е објавена темата, како и профилот на Телма телевизија, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Преку коментари и споделување секако искажете го вашиот став. А секако во продолжение, пред да почнеме со вас и вклучувањето во Црвена линија, ќе го погледнеме она што го издвоивме, а се случуваше во рамки на утринската програма, поточно во рубриката "Да си кажеме" со Горан Петрески, каде што гостува и говореа председателот и подпредседателот на Универзитетското студентско собрание. И тоа при УКИМ. Тоа се Александар Николовски и Александар Ристовски. Да слушнеме што кажа. Ние сме млади и доста можности имаме како млади, посебно земјата е отворена кон светот, нели, во последниве години и често ни се поставува прашањето дали вреди тоа што го правиме тука, дали сакаме да го правиме, дали сме будали што трошиме сати и сати за развој на нешто што не знаеме дали ќе се развие, но одиме од помислата дека вреди да се проба. Јас, пример, 3 години поред работев во Германија преку лето, затоа што финансиските можности таму и тука не се споредливи и зошто се вратив? За да пробам да сменам некои работи. Доколку не се смена, доколку иднината на држава отиде во назад, каде што сите ќе си го гледаат својот интерес, а уништувајќи го општествениот, тогаш нема зошто јас да би останал тука, но верувам, еве сега ќе имаме нова влада, ако се спроведат добри политики, ако се спроведат добри реформи за развој на повеќе сфери во општеството, зашто не е само образование, иако тоа е првиот клуч: образование, здравство, правда. Мислам дека може да имаме иднина тука, доколку се е како до сега во последните 30 години, не ми е проблем да се иселам, тоа е битно. Знаеме дека сме пробале, сме се потрудиле нешто. Александар, ти каде ја гледаш Македонија по неколку години и ти во неа или ти од дистанца некаде? Па, јас генерално сакам од лично искуство да студирам можда 1 година во странство, колку да видам, тоа е повеќе лично, мислам дека не е поврзано со толку многу со државата или колку е добро, нели? Сепак сметам треба да се види и светот малце, но сега за враќање назад моментот е, јас сметам дека пред некој да размисли да си сели, треба првично да проба некој време дома да си одржи. Да кажам јас сега, не чини дома, а јас ништо не сум пробал, што искрено многу голем дел од младината го прави. Да, сите плукаат. Да, окей, ти ако си пробал да измениш, поминале година, 2-3, пример ние имаме вложено многу од нашето време, што 99% студентите па и не се замараат и не сакаат, многу и ги сваќам до негде. Но сепак сметам дека првин дома почни, пробај да смениш нешто, па можеби ќе се смени, еве и да се уште тебе не ти убаво,
ќе си отидеш, нама наследните генерации ќе оставиш нешто подобро за тие да останат. Бидејќи сите знаеме, на никој не му било преубаво кога бил на аеродром. Сите сме се разделили од некој дома и тој дел никогаш не треба нели да го заборавиме. Треба да кажеме, еј, чекај, дај да пробаме да смениме нешто, да подобриме за барем следните генерации. А сега на потек сте вие и верувам дека секој од вас овдека и ги охрабрувам се разбира оние кои што се директно засегнати со темата, тоа се пред се високо квалификуваниот кадар меѓу вас, како и младите кои што еве како што можевме да слушаме, неретко се случува да воопшто не гледаат уште никаква шанса не даваат на земјата, ниту пак воопшто размислуваат да замислат некаква своја перспектива во рамки на оваа земја. Но како и да се соочуваме со недостиг на високо квалификуван кадар и се повеќе сме сведоци на огромен број на иселувања. Дали еве сте оптимисти дека работите пред се може да се сменат и да ги задржиме младите дома? Добар ден. Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Па прво да кажам дека ова прашање е стара колку што е стара независна Македонија. Така, добро, продолжете. Значи прашањето е комплексно, старо и едноставно бара една поголема анализа. Досега е направена, милион пати се направени анализи од претходните влади, меѓутоа морам да кажам дека некако не се чувствуваат некои промени и дека трендот на иселувањето на младите и понатаму продолжува. Интересно е, да, прашањето е старо колку и што, како што рековте, независна е земјава, но интересно е дека и цели фамилии кои што имаат добри услови, добро се ситуирани, материјално обезбедени, одлучуваат да се иселат надвор. Тоа е многу, одговорот е многу едноставен на тоа. Кој е вашиот одговор? Нефункционирање на институциите, особено судството. Па еве, вреди ли да и се даде шанса на земјава, дали сте песимист, оптимист? Вреди со новата влада, со новите министри, верувам дека ќе се подобри ситуацијата, имам доверба, имам надеж дека ќе се подобри ситуацијата, дека ќе дојдат инвестиции, дека ќе дојдат реформи во судството, во дали лично образованието, еве во сте здравството. размислувале да заминете од земјава? Дали вие Па, лично? искрено кажано, јас кога студирав беше Југославија. Така. Големо благодарам пред се со тоа што еве оваа црвена линија контактно отворивме со вас. Благодарам за тоа што бевте и првиот гледач. Продолжете да не гледате и секако да слушнете останатите какви одговори ќе дадат. Добар ден. Ало, добар ден. Би ве замолила малку погласно да ве слушнеме подобро. Ало, добар ден. Добар ден. Кои ќе бидат вашите одговори? Еве, постои ли начин да ги задржиме младите? Младите се иселуват од државата затоа што не се овозможени услови за живот. Тие не можат со 200-300 евра да го прекарат живото, а човечкиот живот во Македонија не вреде ни 5 пари. Никој не се интересира како живеат тие луѓе што немат средства. Никој не го интересира. И само гледат младите да избегат, а старите да умрат побрзо за да се ослободат од товаро за старите лица. Според вас како може што поскоро да се запре овој тренд на иселување? Тренд на иселување ќе биде кога ќе се отворат нови работни места, затоа што индустријата во Македонија е пропадната, баш производството, и треба да се отворат фабрики што ќе произведуваат, што ќе произведуваат за да имат износ, за да има пари во државата. А пошто производството е пропаднато и само се останани обшествените фирми, нема никој пат да има пари. Како ќе има пари? Кој ќе ја создава таа потрошувачка? Кој ќе...
Благодарам многу и вам за одговорите. Една напомена, внимавајте на време траењето на јавувањето. 90 секунди се одредени, но секако ве охрабрувам, доколку сакате дополнителни плюс 90 секунди, секако можете повторно да го завртите нашиот број. Добар ден! Добар ден и убав ден, Тина. Најубав ден и вам ви посакувам. Ви благодарам и ве поздравувам. Голем поздрав и вам. Вака, ќе пред се да ви се извинам затоа што имам замерка. Зашто да ги запреме младите? Извини, јас прашувам отворено, без бои, без нараквици сум. Зашто? За да ги уназатиме тука во Македонија. Што перспектива ги има моите деца ако останеа тука? Моите се и во Скопје, да, меѓутоа се тие во Лондон и во други држави. Сакам да кажам дека... Дали им не достига еве земјава? Дали за секунд се покаја еве што донесува таква одлука? Не, ни најмалце не се покаени, дури по стариот иде за Њујорк, за Америка, се префрлуваат од Лондон. Така да, мислам дека јас немам ништо против вас, меѓу темава ви е чудна. Како ќе напредуват едно дете на еден родител кој што тука не е функционална држава имаме за ништо. Кажете ми, еве, што беше пресудно вашите деца веднаш да заминат? Па не може да се вработат од IT секторот. Не ги прима во тие политички партии само да лепат плакати. Само како политичари. Вамо се лидери во странски компании, а во Македонија не можат да се запуснат. Запослување во Телеком, во било најде Телеком, не е странска компанија, во ЕМА, не било кој. Благодарам многу и вам за јавувањето. Како и да е, еве, од одговорите на гледачот се поставуваат и нови прашања. Всушност, подобро да прашаме, можеби, што треба да направиме младите да имаат истата перспектива, која што и шанса, се разбира, која што ја добиваат кога живеат надвор. Барем од она што слушавме од гледачот, неговите деца едноставно само напредуваат во кариерата. Кога се надвор, така да не се покајале воопшто. Ајде да видиме останатите што ќе кажат. Добар ден. Ало, добар ден, убав ден. Најубав ден и вам. Во врска со прашањето што го имате поставено на сајтот, јас прво ви се надоградила што државата треба да ја направи инфраструктурата на државата. Значи, сите помали градови да имаат, како што има факултет во Штип, во Битола, во Прилеп и за ред поголемите градови, зошто да не студираат децата во тие градови и зошто да не се вработуваат. Значи, државата треба да потегне еден добар потек за инфраструктурата на тоа население што живее таму. Значи, да има факултет, да има здравство, да има полиција, да има вработувања и тогаш нема иселување. Ако добро сте платени за тоа што ќе го работите и да имате добар квалитет на работата, зошто да се исели младата популација? Него инфраструктурата на нашата држава е на најниско ниво. Земјоделие, туризам, економија, да не набројувам и ред други работи. Значи, од темело треба да се почне. Ние, значи, почнуваме од покровот. Не може покровот, треба темело да... Големо благодарам и вам за вклучувањето. Ке подсетам, само внимавајте на тајмерот 90 секунди. Еве се поставуваат нови прашања. Некој, како што вели гледачката, можеби треба да заживеат и останатите градови, односно не само преку постоењето на факултети, како што е сега случај, туку едноставно да нудат квалитетен и економски добар живот. Добар ден. Ало, здраво. Здраво. Повелете. Прво да ве поздравам вас и вашата емисија. Големо благодарам. Поздрав и до вас.
Ве следам од време на време, сега прв пат се јавувам и еве имав среќа да ве добијам, пошто ме допре малце темата. Драго ми е, повелете. Да, иселување на младите. Не мислам дека младите тука покрај тоа, нели, честни случаи, покрај системот што ни е таков каков што ни е, голем дел од фирмите, јас ќе се зборам од сопствено искуство, не ценат доволно како работници. Јас ќе се зборам, значи, од свој пример, како медицинско лице, од Сабаље стануваме, работиме на терен во 4 во 5 часот, се враќаме во 3 во 4 во 5 во 6 секој ден из Македонија и со пациенти, како медицинари сме платени 26.000 денари. Честни случаи ќе кажам за фирмите што плаќаат нели повише, меѓутоа голем дел не плаќаат, сакаат со малку пари, односно со мали плати до многу пари самите они да си стигнат. Така и во угостителството. Затоа голем дел се иселуваат нормално заради финансии. Фали угостители, фалат медицинари. Голем дел од моите другари, другарки, пријатели се одселија затоа што надвор како медицинари успеа, а кај нас не успеа затоа што немаше кој да ги плати нормално. И исто и за угостителите ќе кажам, бидејќи двете бранши ми се опфатени, сакаат со малце пари да стигнат до многу. Гледам дека ми стекува времето, ќе ве поздравам и фала ви многу за тоа. Големо благодарам и ве што се охрабривте и како што рековте за прв пат се вклучивте во црвена линија, верувам нема да биде последен пат. Драго ни е дека и ве со јавноста споделивте од ваше лично искуство, и ве напоменавте дека токму е тој кадар кој што можеби и најмногу и недостига на земјава, а тоа е еден кадар каков што е медицинскиот кадар. Па еве гледачот рече дека се недоволно ценети, ниту платени и тука ја гледа причината за иселување, односно особено губење на високо квалификуваниот медицински кадар. Добар ден! Добар ден, како сте? Во црвена линија сте, повелете? Браво, јас сакам да дам мислење на темата како млад човек. Сакаме да слушнеме сега, како младите во овој случај се најдобре дојдени. Ајде. Може да почнам? Да, ве слушаме. Значи, моје мислење е, значи, трендот на иселување, како и моето, како и на многу луѓе од мојата генерација, значи мора да се следи да се намали нивото на корупцијата, да не се живее во времето како што било порано. Значи мора да идеме само напред, пошто кога ќе остарат сите, само ние младите ќе бидеме тие кои ќе држиме оваа држава. Но ако си идеме само, нема да остане никој тука. И ја мислам ако се смени тоа дека многу подобро ќе биде за сите. Како млад човек што очекувате, еве, каков просперитет, квалитет на живот лично во земја? Лично за мене, ја мислам дека универзумот ги наградува тие што ќе си сработат, што се трудат. За мене, јас се сметам за добро, ама за едината за тука, не знам баш, пошто во скоро време нешто ако не се смени, нема да биде убаво за никој. Дали еве се почесто размислувате да заминете од земјата? Па да. Јас сум во процес на заминување. А во процес, значи, еве ќе го поставиме анкетно прашање, според вас вреди ли да се остане во Македонија? Тука не можам да кажам ништо, секој си има различно мислење, за некој може вреди, за некој не вреди. Тоа све зависи од човекот, но мислам дека младите кога ќе постараме ќе добиеме искуство, мислам дека нашата генерација може да истера државата на прав пат. Големо благодарам и многу ни е драго, еве како што напоменав и на почетокот, особено би сакале токму оние кои што се директно засегнати од темата за која што зборуваме, а тоа сте вие млади, како и оние кои што се високо квалификуван кадар. Дали сметате дека постои шанса да се запре овој тренд кој што од година во година само расте, а не се намалува на иселување на високо квалификуван кадар и млади луѓе? Добар ден! Добар ден! Дали се слушаме? Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте, повелете. Видите, вака, јас сум возрастен човек, веќе 20 години го велам ова, пред неколку дена Каракамишева истото го кажа ова. Да сум на вас ќе испратам во Австралија, Данска, Шведска, Норвешка, Германија екипи. Како таму работат ќе го препишат сето тоа овдека да се спроведува. И најмала плата за 2 години треба да биде 1000 евра. Понатаму, не корените туку промени 1000% на судството, криминал, корупција.
Судиите имат по 2000 евра плата, а нищо не работят и се криминално и делата не решени. Да. Значи, корените премири, отговорност, смртна каза, кој е против државата и ствара нереди во државата. Кажете ми дали еве ни животот сте имале шанса да работите и живеете надвор? Не, јас сум возрастен човек, меѓутоа сакам нашиве да работат овека. Еве еден пример ќе ви кажам, мало момче, 4-5 години е во Германија. Пред 2-3 дена го се сретнаме и рече, ако плата 1000 евра ми дадат плата во Македонија, јас ќе се вратам од Германија. Така и вам, ако ви се даде шанса во моментот, дали Да. би заминале во странство, иако сте возраст? Не одам во фашистички земји кои што не ја почитуваат Македонија. Па планетата цела ли е од фашистички земји? Па, со постапката и односот према нас што не примат во Европската Унија, ни Благодарам многу за јавувањето, секако за вашите одговори. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Е така. Гази, новопечените гази, кои фирмите ги зедат за безпари, да не ги ранат да ги не са копилце со трошки. Кога почнат да ги пакат оника како што треба, тогаш нема да има реселување. Треба повеќе време, повеќе пари да одделат од нивната печалба, да го ценат трудот на работникот, а не да пригабат се за нив. Тогаш нашите млади нема да бегат. Исто јас така бево една приватна фирма, каде газата дојде што се вика без гаки, а стана мултимилионер во Стуница и не знаеш со колку пари да располага, ги ране работниците со копилце што дават со трошкички на тоа. Не може вака. Младите века не сакат така. Сакат да бидат вреднувани онака како што треба. Затоа младите ќе се селува. Сега дека вака се поставува однесо од газите, новопечените гази, и ги зела фирмите без пари, тогаш ќе дадат се од себе, еден ден они ќе треба, они засуват нивните рекави, да влезат... Дали според вас само финансискиот аспект е причина за иселување? Дали може би и квалитетот на живење? Види, ако имаш ти финанси, ќе имаш добар квалитет на живење. Ако еден работник се плаќа најмалку 600-700 евра плата месечно, 20 работи на фамилијата 5000 евра, сигурно нема да се одлучи така лесно. Затоа што тука, ако земеш во животот во Македонија полесен, не... Така, големо благодарам и вам за вашите одговори. Меѓу другото, секако еве драго ни и мора да признаеме дека сме горди на оваа вест. Секако дека Македонија освои прво и второ место на глобалната спортска роботска олимпијада во Грција. Ова, меѓу другото, е објавено и на профилот на Телма телевизија на Фејсбук, ако може да покажеме. И навистина ова е само потврда дека колку може би и да изгледаат неоптимистично работите, сепак оваа земја создава младина која што навистина има што да покаже и секако докаже. Во овој случај секако како земја сме горди што ете токму преку најмладите и одлично квалификувани за овој надпревар освоија прво и второ место, ќе подсетам, на глобалната спортска роботска олимпијада во Грција. Но она што ни се случува е дека токму ваквата младина својата перспектива се почесто и иднина ја гледа во надвор од границите на земјата. Зголемен е трендот на иселување и на повозрасните семејни категории кои што заменуваат па дури и кога се добро ситуирани. Како да се запре ваквиот тренд според вас? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија сте. Моје мислење дека не постои начин да се запре трендов на иселување. И тоа го тврдам одговорно, затоа што имам живеено на запад. Така да овде не постои начин да се тоа сопре. Прво, премногу важни вредности се истакнати во било кој сооднос на живењето. Значи, прво е, народот се бунеше бидејќи владата ги качила на своите, да кажеме, вработени, да кажем, платите 78% или колку беше 18%. И со такво качување таа влада се реално ниски плати.
која влада би била, тоа значи сами кажува дека крадат. Ниједен не сака да биде во власт ако прима 1000 до 2000 евра плата. На светов ја има толку е голем светов и ние мислиме дека наша Македонија е некој епицентар на нештата. Суштински е далеко од секој центар и епицентар. Премногу е некултивизирана нашата средина и не можеме начин младите, посебно оние кои ги покажавте што освоиле медали во Солун или кај освоиле, пасот најбрзо, чим си завршат факултетот, нема ни еден ден да работат кај нас. Бидејќи владата ако им понуди 600 евро плата, одма ќе им го кине и тој минимум, минимум желба да за вработување. Според вас, бидејќи спомнавте некултивирани, што направи некултивирани најмногу? Времето истече. Како да е големо благодарам и вам, еве, од свој агол и секако низ ваше искуство споделивте, секако сите вие кои што еве едноставно не ви беа доволни 90 секунди, ве охрабрувам повторно да го завртите нашиот број. Добар ден! Здраво! Здраво, голем поздрав и до вас. Поздрав. Па видите вака, се додека народот си гласа за овие до сега постоечки партии, естаблишмент партии и послушници на Западот на Америка и Британија, Европска унија више не ја бројам ја нешто што представува фактор. Мислам, луѓе мислат дека Европска унија е фактор. За нас ништо не е Европска унија, она е измеќар како нас на Западот. Затоа сакам да нагласам дека се дека си гласаме за овакви партии до сега што гласавме, за инат на овие, сега овие ќе ги гласаме. А како го објаснувате тоа што еве младината во светот апсолутно не знае никој е премиер, голем дел од населението повеќе економски размислува отколку политички. Видете сега, не можем баш така да ги кажеме работиве, ако гледаме по светот, ако оставиме да речеме Суринам или некоја држава таму каде што уште со лаки стрела ратуваат, не можеме да ги споредуваме. Сега ние кажуваме светот, да речеме у Европа, у Британија, у Америка, каде што тие држави грабалистички се однесуваат кон другите делови од планетава Земја и затоа имат пари, финансии, моќ, штампаат пари, чуда, муабети, вакви како нас ги лажат да идеме таму да им крампаме, да им бидеме измеќари и слуги. Значи, нашиве бегат ради овие измеќари овдека што се на повисоко ниво, значи влада, парламент и сите тие работи, плюс судство и останати работи, здравство, све. Благодарам многу и вам за вклучувањето. И интересен факт е дека новите генерации млади секако своето образование го стекнуваат не само на европскиот континент, не случајно еве и Сингапур, па дури и дестинации како Танзанија стануваат опција. Како и да е, Македонија некако воопшто не се помалку се јавува како опција дури за стекнување на високо образование. Ајде да видиме што ќе кажат останатите. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Благодарам, Тина. Па вака сега, ја имам прилика да се дружам со млади доста, така по спортот и ги знам онака. Ниеден не сака да остане во Македонија. Знаеш кои се криви? Политичките партии. Еве, ги гласаме ние, граѓаните, а не сме свесни кого гласаме. Не мислам на ВМРО и СДС. Ја не правам разлика меѓу ВМРО, СДС и ДУИ. Уопште не правам. Исти концептот име на владење. За џабе не викаат европејците цикличен хибрид. Циклично си се кружат, они си се кружат. Зашто младите не сакаат? Што донесо овие? 78% си покачија платите. Кривичниот закон што треба да одговараат, не да одговараат, украле 30 и нешто милиарди овие три партии. Не да одговараат, они си го намалија кривичниот закон. Младиве гледаат што се работи во Македонија. Еве се оваа последна влада, ако ништо не се испразни, не направи, отидоа младите сите. И друго, Тина, што е карактеристично? Карактеристично е стручниот кадар си иде, а тоа шкарство е останува вдеко во Македонија. Например, доктор добар иде во странство. Електро или машински инженер иде во странство ако е добар. А
Благодарам многу и вам за вашите одговори. Досека можевте да слушнете еве што се одговорија гледачите, па да слушнеме останатите вие што ќе ве вклучиме какви одговори ќе дадете. Еве ќе потсетам, ги охрабрувам особено младите и оној високо квалификуван кадар да го каже својот став и одговор на денешните прашања во Црвена линија. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Ве слушаме во Црвена линија, сте повелете. Младите зашто се ицелуваат, така? Така. Па младите мора да бегат. Што има тука, нема никаква пресетура. Ја у Скопје имав керка ми отвори дуќан 1000 евра кирија. 2 продавачки. Да осигурени се. И од тука што направи? Го затвори дуќанот и отиде за Норвешка. Пола фамилија ми у странство. Па еве, Норвешка важи за лидер меѓу најсрекните земји во светот, па еве, дали се чувствува неубаво? Како го споредува животот таму со овој тука што го имаш? Како, многу побаво него тука. И детето работи, и керката, и таму и плаќаат и за детето градинка и се. Се е платено, се е... Ме разбирате? Ало? Да, ве слушаме, продолжете, не ви... Таму се е платено. 3000 евра зима зето, 3000 евра зима керкава, 6000 евра. 3000 нека ги трошат, 3000 им остануваат. Тука со шо? Буер Османи немал, ако не се ме оплатя, немал месеца да го помине, ќе позајнемо пари. А ние со 10.000 пензија што да правим? 12. Така, благодарам. Да, благодарам многу еве што споделивте од ваш агол, поточно што откривте дека колку што паметам вашата керка во Норвешка апсолутно е презадоволна. Па еве, како да направиме младите и кои што се презадоволни веќе живеат надвор да ги вратиме, има ли шанса и ве вреди ли да се остане во Македонија? Дали сте оптимисти или песимисти? Добар ден. Добар ден. Добар ден. Повелете. Повелете. Е вака, сите што зборуват... Ало. Значи, сите што зборуват гола вода, ништо не знаат, буквално. Еве, за Запад, вака ке ви кажувам. Сакате да кажете дека таткото не знае што зборува за собствената керка? Па сите буквално. Да. Јас во Запад имам работено 16 години. Сега имам напомнато 65 години. Добивам пензија 1500 евра во Швајцарија. 93 година се вратив тука и отворив фирма, имам инвестирано преко 1 милион евра. Ништо, сите пари ми ги земал. Функционери, пратеници, министри, сите буквално и постечај фирмата. Значи, да не е швајцарска сега, што би направил? Значи, ќе умрам за лет. А зошто рековте дека сите што кажа досега е гола вода, бидејќи повеќето кажа дека децата им се задоволни што живеат надвор? Задоволно 16 години да добиеш 1500 евра. Жена ми 1 година и пол добива 270 евра пензија. 2 пати по 30.000 евра пензион каса сум земал, тоа е 60.000 евра. Сум ги земал, а да не сум ги земал тие пари, уште повека пензија. Така, благодарам многу, еве, што споделивте вие какво искуство имате со оглед на тоа што сте живеели и работеле подолго време надвор и всушност колку што разбравме сте и дале шанса на земјава, но сте завршиле неславно. Како и да е, драго ни е што ви има во огромен број и секако продолжете за да слушаме еве точно секој од вас доколку има искуство како го толкува тоа, кога станува збор за живење надвор од границите на Македонија и како пред се можеме еве да ги вратиме младите или бар да ги задржиме да сакаат да градат својата иднина во Македонија. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте, повелете. Добар ден. Повелете. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам.
Како да се запре трендот на иселување на младите? Така. Ние не сме политичари, не сме ништо, ние сме обични граѓани. Ова прашање би требало пред 20 години да се постави на политичарите. Они са надлежни да одговорат за ова прашање. 2500 евра плата взимат. Ни едните, ни другите досега не го спомнаа во самите кампањи. Како да се запре иселувањето на младите? Барајте го прашањето кај нив, кај политичарите. И бидам кратка и толку. Ви се чини ли дека еве може би децата на политичарите сакаат да заминат надвор? Децата на политичарите се обезбедени до трето колено. Они да идат надвор од државата, ќе одат на рекреација, на четање, а не да печалат пари. А еве како го објаснувате тоа што и повозрасните, дури и цели фамилии кои што се ситуирани, одлучуваат да заминат надвор? Зависи, прашајте ги политичарите, они треба да се чукнат у главата и да речат зашто ни бега народот. Зашто луѓето се незадоволни од саканата држава и бегаат во странство. Клучот е кај политичарите. Не бега никој од добро. Секој бега од лошо и за подобро да и. Политичарите треба да го знаат одговорот на ова прашање. Благодарам многу за вашите одговори. Како да е кога ќе видите прашање поставено на црвена линија, тоа е прашање до целата јавност. А во целата јавност не спаѓаат само граѓаните, туку и политичарите. Така да секако нашата линија е отворена да се вклучи и некој можеби од политичарите, па еве и конкретно да даде одговор како да се сопре трендот на иселување на младите. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Повторно, повелете. Тина, повторно. Ако се повелете. јавам прво и прво, политичари, знаеш ли кои се викаат? Кои што гледаат за добробит на народот и на државата. Овие не можем да ги наречем ја политичари. Второ, криви сте вие медиумите. Не те напаѓам тебе, Тина. 80-90% од програмите на сите медиуми вие политика. Мене ми е гајле кај отишол Таравари, кај отишол Груевски, каде отишол Мицковски, каде ова отишол. Абе, иште ме интересира и затоа младите не гледа. Не сте интересни у медиумите. Не сте интересни. А пензионерите, ова јас што ќе го кажам да знаат. Дека еден ден, само форсирајте ги партиите, еден ден дека пензија може нема да зимате. И знаеш како ќе ви кажуваат? ВМРО е криво, СДС, ВМРО е криво, ВМРО, СДС е криво, таква оправдување. Само слушајте ги политичарите. Немаме поголеми лопови од овие политичари. Немаме поголеми еве кажете ми лопови... вам во овие години да ви се отвори шанса, би заминали ли од земјата? Не можам да ги трпам. Ни градоначалници не можам да трпам, ни министри, ни овие лигавци политичари. Лигуши све. Поголеми лигуши немам виден. Добро, благодарам. Морам да напоменам, колку и да сте револтирани, еве како што и сами одвилите, не можам да ги трпам. Јас ке ве замолам, еве ова нека биде и за останатите гледачи. Секако да се држиме до главното правило на црвена линија, на крајот на денот, да не употребуваме навредливи зборови, говор на омраза и така натаму. Мислам дека гледачите на црвена линија и учесниците знаат како треба. Горди сме на вас што горе-долу секогаш останувате достоинствени, културни, а секако го искажувате ставот и вашето видување. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме во црвена линија. Видете вака, како да се запре трендот на иселување на младите. Едно треба да не е јасно. Од овие краишта, од Македонија, вечето имало иселување во странство. Вечето. Порано бегале преку илегални премини. После тоа излезе Германија и што ти ја знам, Австралија, едно друго. Таму доста народ си замина, појде на печалба, некој се вратија, некој остана. Сега нешто исто се случува. Значи, некои се враќат, бидејќи
не се задоволни, не го добијат то што би требало да го добијат во странство, што мислеа дека ќе го добијат, меѓутоа некои остануваат таму. Сега, работа, знаеме, кај нас нема. Меѓутоа и да има, луѓето сепак се одлучуваат да одат надвор во странство. Па еве земат и бугарски државјанства, сите се направија бугари, има право бугарите што велат дека тука има бугари. Едно чудо. 150.000 пасоши има бугарски државјанства. Тоа е лудило. Порано барем тоа не го земавме. Одевме и во социјализмот се одеше надвор. Не од овие краишта. Значи, секогаш македонецот бил печалбарски настроен. Не. Така, благодарам многу и вам за одговорите во црвена линија. Добар ден. Добар ден. Добро, да се префрлиме сега малку и кај Твитер заедницата. Интересно дека навистина што се однесува до темата, еве веќе ми јавуваа дека дошло времето за реклами. Добро, имате се уште време барем да одговорите на Инстаграм дали вреди да се остане во Македонија, а резултатите ќе ги соопштиме по рекламите. Ајде заедно да погледнеме всушност какви се одговорите на оние кои што не следат на Инстаграм. На денешното прашање дали вреди да се остане во Македонија, со да одговорија 24%, со не одговорија 76%. Огромно благодарам до сите вас кои што не следевте, но и кои што земавте активно учество во денешно издание на Црвена линија. Секако ќе ве преселам во една земја на награди и добра забава, каде што вреди да се остане, бидејќи некој од вас денес навистина може да освои голем број на награди. Она што е најважно, некој денес може да освои една нова микропечка, како и многу други нешта кои што ги имаме на заврти на Телма. Сега малку ќе подкажуваме, така да забележете ги следниве прашања. Која пејачка на народни песни ги исполни песните "Пеам да не заплачам" и "Ти ме предаде"? Ке има и вакво прашање. Академијата на која држава ја доделува Нобеловата награда за мир во Осло? Еве ви уште едно прашање. Кој македонски писател е автор на песната "Проштенски поклади"? И еве нека има 4 прашања да знаете. Најстарата и најдолга предисториска епоха, палеолит, е познат како старо камено време или бронзено? Како и да е, точните одговори ќе ги дадете вие, а ние ќе ви врачиме награди. Се гледаме за кусо време.